Сериозните последици од пандемијата мора час поскоро да се надополнат со забрзан раст, алармира стопанството. Бизнис заедницата бара креирање на нови работни места и раст на економијата до 5%, како и обезбедување фискална консолидација, но и намалување на јавниот долг од 60% од БДП и враќање на буџетскиот дефицит на 3%. На денешната средба во Стопанската комора бизнисмените го поддржаа планот за економски раст, но побара однапред дефинирани критериуми, законска регулатива, форсирање на обновливи извори на енергија, но и укажаа на слабостите на погрешните субвенции во агросекторот, лошата состојба во градежништвото, состојбата со пазарот на работна сила која веќе и да ја нема. Со оглед на тоа дека ситуацијата со работна сила станува се потешка и потешка, дали владата, државата размислува во овој бидејќи е долгорочен план да во некој момент дозволи увоз на работна сила, односно да ги релаксира барањата, административните барања за вработување на работници од странство. 36% е загадувањето од товарниот транспорт. Така да добар дел од тие средства мора да бидат усмерени во тој правец и мора на горивата во транспортот, посебно обновливите извори, зелената енергија да си најдат свое место. Моментната ситуација у државата не дава никакви позитивни ефекти за спроведување на оваа стратегија. Министерот за финансии па го правда новиот економски план, кој според него ќе ги обединел сите механизми за поддршка на инвестициските активности на државата, кои се очекува да стартуваат од следната година. Креаторите на политиките, мора да се базираат на факти и на директна соработка со бизнис заедницата. Првиот човек на Стопанската комора Бранко Азески меѓу другото побара да нема зголемување на даноците, активно да се работи во борбата против сивата економија и корупцијата во која земјава буквално се дави, како и забрзување на процесот на гасификација и поддршка на извозните компании, но и средување на состојбите во јавната администрација.